Добар ден на сите, ви благодарам што дојдовте. Значи, ова е нова пракса во Македонија од почетокот на независноста до денес. Практично предлог буџетот, Министерството за финансии да го презентира пред јавноста уште пред да биде усвоен од владата. До сега секогаш јавноста го гледаше буџетот од кога ќе беше доставен во собранието. Мислам дека ова е еден чекор напред, значи секако е чекор за да обезбеди поголема буџетска транспарентност. За нас, како Министерство за финансии, е неприфатливо да бидеме рангирани како земја со недоволна буџетска транспарентност, со земји како земји Руанда, Зимбабве и други. Значи сакаме тоа да го смениме и еве денеска ова е нешто, до сега воведовме многу мерки со кои што ја отвараме фискалната транспарентност, сега го отвараме и буџетскиот процес. Иако и ова е еден од чекорите, за нас е важно, вчера имавте можност да видите дека со поддршка на ЕУ и на Финска работиме и на промена на среднорочното буџетско планирање. Буџетите да не се создаваат само година, секој да биде да си гледа само годината, туку да гледаат многу повеќе, да гледаат неколку години нанапред. И тоа е првата работа. Исто така планираме измена на законот за буџети, во кој што тоа ќе го ставиме во систем, и ќе го отвориме многу повеќе за јавност, многу повеќе и од ова што го правиме сега. Околу буџетскиот процес, ние во законските рокови, кои буџетски циркулари во сите буџетски корисници, тие ги подготвува во период јули-август буџетските барања, во септември ги добивме назад и започнавме преговори со буџетските корисници. Денес тука имаме предлог буџет кој што го ставаме еве на една јавна дебата и прво ние да го презентираме. Законските рокови се до 15 ноември да биде усвоен и пратен до овој предлог буџет до собранието на Република Македонија од страна на влада. А собранието треба да го разгледа и усвои до крајот на годината, до 31 декември. Сега, мојата презентација е во неколку делови, значи макроекономски проекции, фискални проекции, потоа приходна страна, расходна страна на буџетот и капиталните инвестиции. Прво околу макроекономските проекции, важно е дека Министерството за финансии го ревидира реалниот БДП за годинава на 1,6%. Ова е поради оние објавени податоци на Државниот завод за статистика за економскиот раст во првата половина на годината. Стапката, значи, на корекцијата од 1,6% е во линија со есенските проекции на сите релевантни институции, како ММФ и Светска банка. ММФ, например, проекцијата е 1,9%, а Светска банка е 1,5%. Ова е, треба да знаете дека за прв пат Министерството за финансии прави ваква корекција, значи, буџет за следна година да ревидира текотна година. И тоа е важно, зошто? Бидејќи ако ние одевме без да извршиме корекција, практично ќе имавме многу поголема основа и на таа поголема основа ќе нереално ќе проектираме. Такво нешто се случувало многу години наназад. Тоа сакаме да го смениме, сакаме да силно да го вратиме кредибилитетот на Министерството за финансии, затоа ја правиме оваа корекција. Следно нешто, ние сме сигурни дека во тековнава година буџетскиот дефицит ќе биде во согласно со планираното, тоа е 2,9% од БДП. Околу макроекономската проекција за 2018 година, нашиот реален раст е проектиран на 3,2% и тоа е до децимала идентичен со она што го проектираат и ММФ и Светска банка.
и тие проектираат 3,2% реален раст за следната година. Важно е да се каже дека оваа проекција за 2018 година значи дека за следната година се очекува забрзување на економската активност. Ако годинава, посебно првата половина, сме во економско опаѓање, значи се очекува добри позитивни движења на економијата следната година. Стапката на инфлација се проектира на 1,7% и тоа главно под влијание на светските цени. Главни фискални проекции, вкупните приходи на буџетот се планирани на 193,5 милиарди денари, тие се за 4,7% повисоки од 2017 година. Вкупните расходи се планирани на ниво 211,7 милиарди денари, односно 4,1% повисоки од 2017 година. Најважното во оваа фискална проекција е буџетскиот дефицит. Буџетскиот дефицит во овој предлог буџет се поставува на 2,7% од БДП и тоа е понизок од годинава, значи годинава 2,9, одиме на намалување 2,7. Ова е во насока на нашата цел да извршиме постепена фискална консолидација, односно да направиме контрола и намалување на помалку продуктивните расходи, а истовремено да обезбедиме она што е потребно за економијата, а тоа се капитални расходи и пред се поддршка на домашната економија и мерки кои што ќе обезбедат приходи значи повеќе приходи за буџетот. Финансирањето на дефицитот и оваа година го предвидуваме да биде поставуваме можност и од домашни и од надворешни извори. Знаете дека такво нешто предвидовме и со ребалансот. Например, со ребалансот надворешната можност, практично еврообврзница, не користевме, се одлучивме да одиме само со финансирање на домашниот пазар, бидејќи имаше поволни услови. Сега во буџетот за 2018 година повторно ги предвидуваме можности домашно и надворешно финансирање. Кај приходите, сега важно е кај приходите да кажам дека нашата цел воведување на поправедни даноци, практично воведување на прогресивен персонален данок на доход, се одлучуваме да ја имплементираме од 1 јануари 2019 година. Зошто? Бидејќи не сакаме да го воведеме ова на сила. Ако сега пуштиме законско решение, тоа ќе помине низ парламентот многу брзо пред неговата примена. Сакаме да ја престанеме онаа пракса која што се случуваше многу години наназад во различни сфери, каде што економските субјекти посебно немаа време за прилагодување, немаа предвидлива насока на движење. Значи, апсолутно за нас, посебно во даночната сфера е тоа важно, значи да бидеме предвидливи. Нашата определба е некаде до средина на годината да ги финализираме и да бидат завршени сите законски измени за воведување на поправени даноци. Исто така, паралелно сме определени да работиме заедно со релевантни институции како ММФ, Светска банка, ЕУ, за измени во даночна регулатива кои ќе бидат во насока на најдобри светски практики, во насока на ЕУ стандарди. Во овој буџет предвидуваме, значи, две корекции, практично две можности за корекции на приходната страна. Прво, зголемување на акцизата на нафта за 3 денари. Зошто? Во моментов препораките на ЕУ се акцизата на нафта да изнесува 0,33 евроценти, во Македонија изнесува 0,20 евроценти. Значи, тие препорачуваат, една од главните причини е
заради заштита на животната средина, намалување на загадувањето. За нас, значи, ова ќе донесе дополнителни приходи во буџетот. Значи, очекуван ефект е од 1,6 милиарди денари кај ЦИЗ-та и 350 милиони денари кај ДВВ-то. Дополнително повисоки приходи ќе имаме кај јавното предпријатие за патишта, средства кои што ќе може да се употребат за изградба на патишта. При тоа, можеби за јавноста е најважно дека малопродажната цена на дизелот ќе остане најниска во регионот. Во моментов цената на литар дизел изнесува во Македонија 0,8 евра, а со промената би изнесува 0,86 евра. Втора најниска после нас е во Косово, каде што изнесува 1 евро. Например, во Албанија изнесува 1,26 евра, во Србија 1,2,5 евра, во Грција 1,3 евра, значи повторно во Македонија ќе биде убедливо најниска цената на дизелот. Втора промена која што ја предвидуваме е да се подигне горната, значи максималната основица за плаќање на придонеси и таа да се постави од 12 на 16 просечни плати. Целта е тие што имаат највисоки плати, значи да плаќаат поголеми придонеси, повеќе придонеси. И ова е во согласност со нашата определба за да се умерено да се воведува поголема прогресивност. Тука е многу важно да истакнам, бидејќи некои медиуми правеа шпекулации дека не предвидуваме никаква промена, значи на стапката на социјалните придонеси. Трета работа, која што исто така битна, која што исто поврзана со приходите во буџетот, е дека ние тоа што го започнавме од јуни ќе го продолжиме. Тоа е редовен и недискриминаторски поврат на ДДВ кон фирмите. Чисто како илустрација, во октомври оваа година, значи изнесува поврат од 2 милиарди денари, додека во првата половина на годината се движеше некаде некои месеци милиарда до милиарда и пол, значи многу поревносно и поголем износ на поврат на ДДВ, со цел фирмите да имаат поголема ликвидност и да ја зголемуваат економската активност. Ако ги гледате купните расходи на буџетот, на предлог буџетот за 2018 година, значи 32% најголем дел се за социјална и детска заштита, секако овде голем дел заради пензиите. Потоа второто најголемо парче е за економски развој и финансиски работи, а третите и четвртите се здравството и образованието. Тоа е во согласност со нашата определба да ги заеднуваме јавното здравство и образование. Одиме сега на расходната страна, значи ќе ја гледаме расходната страна по најбитните категории. Прво, плати. Расходите на плати се проектирани на 27,1 милиарда денари, имаат раст од 460 милиони денари. Има две големи причини. Прво, предвидуваме 10% повисоки плати за сите припадници во армискиот состав. Ова е во согласност со определбата за подигнување на буџетот на армијата за полека да ги достигнува НАТО стандардите, значи земјава да биде дел од НАТО. Мислиме дека тоа е многу важно и тоа ќе придонесе за повеќе можности за инвестиции и интензивирање на економскиот раст во Македонија. Исто така, во овие средства обезбедуваме значаен број на нови вработувања во детски градинки со цел подобрување на грижа за децата. Следна голема ставка е стоки и услуги. Расходите за стоки и услуги се пониски за 420 милиони денари и се на ниво од 17,2 милиарди денари. Наша интенција е сите обврски на буџетските корисници редовно да се подмируваат
имаме обезбедено средства за финансирање на здравствените програми и треба да знаете дека единствено во одбраната стоките и услугите се зголемуваат некаде за 200 милиони денари, а од целата маса паѓаат за 420 милиони денари. Практично кај сите освен одбраната имаме намалување на стоките и услугите за 650 милиони денари. Ова е во линија на нашата определба за намалување на буџетската промашувачка во делот на најмалку продуктивните расходи. Кај трансферите, значи следна ставка која ги гледате трансферите, кај тековите расходи, трансферите се планирани на ниво од 134 милиони денари. Тука има раст од 6,6% во однос на 2017 година. Зошто? Имаме неколку големи ставки кои што се зголемуваат. Прво, пензиите. Пензиите ќе изнесуваат 54 милиарди денари, или во однос на 2017 година имаме зголемување на масата за пензии за 2,1 милиарда денари и ќе обезбедиме пари за редовното законско усогласување на пензиите. Второ нешто, активните политики за вработување се планирани на 988 милиони денари, повисоки се за 100 милиони денари во однос на 2017 година. Надоместокот за невработеност е поставен на 950 милиони денари, раст има за 184 милиони денари, пред се за решавање на проблемот на стечајците, тоа што го определивме и во ребалансот. Следно нешто, субвенции и трансфери поставени се на 17,3 милиарди денари. Овде е клучно дека прв пат во овој предлог буџет, прв пат од кога Македонија од независност направи буџети, има сериозна, значајна поддршка за домашни предпријатија, која што изнесува 1,1 милиарди денари и има продолжување на поддршката за странските компании во износ од 970 милиони денари. Значи, за предпријатија имаме поддршка во износ од 2 милиарди денари. Ова е во насока да обезбедиме повеќе инвестиции и поголеми вработувања во домашната економија. Исто така, многу е важно дека ќе обезбедиме средства за функционирање на македонската радио телевизија, за граѓаните да не мора да плаќаат радиодифузна такса. Исто така обезбедуваме средства според законот за поддршка за зголемување на минимална плата. Следно нешто, субвенции во земјоделието заедно со руралниот развој изнесуваат 8,4 милиарди денари. Кај трансферите, важно е дека за здравствената заштита, тоа што го почнавме со ребалансот го продолжуваме, значи планираме 1,1 милиарда денари повторно повеќе во однос на 2017 година. Тука, можеби најважно е обезбедени се средства за 5% покачување на платите на докторите и на медицинските сестри во јавните здравствени установи. Ова е во согласност со определбата за раст на платите во она што е столб на општеството, а тоа е јавното здравство. Исто така, обезбедени се повеќе средства за редовно финансирање на здравствените услуги. Следно, многу важно е дека трансферите до единиците за локална самоуправа до општините планирани се на ниво од 17,9 милиарди денари, тоест се обезбедуваат дополнителни, ова е сериозно зголемување, дополнителни 893 милиони денари во однос на 2017 година. Зошто? За две големи работи. Првата е, добро знаете, и од она што го објавивме како неизмерени обврски, дека општините имаат долгови, посебно тешкоти во функционирање на нивните практично делегирани надлежности. Ние сега обезбедуваме зголемување на овие средства за општините, тие делегирани надлежности пред се во образованието,
градинките и установите од културата да можат да ги подобрат и нормално да функционираат. Истовремено, тука е многу важно дека покрај во здравството планирани се средства за зголемување на платите во основните и средните училишта, зголемување за и детските градинки, значи за 5% почнувајќи од секојдиската плата. И ова е значи вториот столб на општеството, јавно здравство и образование темели се и сакаме да ги заеднуваме и да ја представиме праксата од минатите години. Последна голема ставка е капиталните разходи. Капиталните разходи се планирани на износ од 24,7 милиарди денари. Тука имаме раст за 5,7% во однос на 2017 година. Во овие рамки планирано интензивирање на сите активности во патна и железничка инфраструктура, комунална и енергетска инфраструктура, инвестиции во образование, здравство и детска заштита, а особено се зголемуваат средствата за гасификација и одбрана. Сега ќе дадам примери на најглавните проекти. Патна и железничка инфраструктура во предходот буџетот изнесува 3,5 милиарди денари. Заради клучни се завршување на патна делница Боникапија Смоквица, реконструкција на железничката инфраструктура од коридорот 10, интензивирање на изградбата на железничка пруга од коридор 8, до изградба на железничка пруга Битова Кременица, изградба на патна секција Градско Дреново. Второ нешто тука е средства за комунална и енергетска инфраструктура во износ од 5,9 милиарди денари, пред се за изградба на национален гасоводен систем, потоа водоводи и канализации во многу населени места, пречистителни станици и равномерен регионален развој. Исто така се обезбедуваат средства за инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони во износ од 431 милион денари. Кај капиталните расходи има 2,4 милиарди денари за инвестиции во образованието и спортот, детски градинки за изградба и реконструкција на детски градинки, основни и средни училишта и ученички домови, универзитети, студентски домови и спортски објекти, во здравството 1,9 милиарди денари, реконструкција на јавни здравствени установи, реконструкција на клинички центри, медицинска опрема, во одбраната 1 милиарда денари, правосудство 531 милион денари, јавен ред и безбедност 917 милиони денари. На крајот да сумирам кои се клучните поенти на предлог буџетот за 2018 година. Значи имаме реална макроекономска проекција за прв пат од независноста до денес. Министерството за финансии прави корекција на макроекономската проекција за текомната година, за основата на проектирање да биде реална и за да не дојде во ситуација нереално да проектира за следната година. Потоа фискалните проекции се кредибилни, бидејќи се на иста линија со релевантните меѓународни институции како ММФ и Светска банка до децимала 3,2% за 2018, што значи дека може да се очекува интензивирање на економскиот раст следната година. Имаме определена за постепена фискална консолидација, значи ако буџетскиот дефицит минава 2,9%, за следната година планираме 2,7%, потоа цврсто стоиме на определбата за земјава да стане член на НАТО, затоа и преку финансиите буџетираме за прв пат од 2007 година буџетот на одбраната цело време паѓаше, сега за прв пат се буџетира сериозно повисок буџет за одбраната, кој ќе изнесува 1% од БДП, по согласност да почне да се зголемува во согласност со НАТО стандардите. Исто така, едно од главните природи е платите да растат. Тука предвидуваме етапен пораст на платите во темелите на општеството, тоа се јавно здравство и образование, значи доктори, медицински сестри, плати на наставници во основно и средно образование и детски градинки, исто така зголемување на платите на армискиот состав.
Имаме значително, почнахме тоа со ребалансот, сега го продолжуваме, значително зголемување на средствата за здравствена заштита. Имаме средства да се обезбеди стабилна социјална заштита, пред се пензии, нивно усогласување, зголемување според законот. Исто така, социјалните надоместоци, сериозно зголемување и да се водење грижа на стачалците и на времено нивно исплаќање. Имаме постепен пораст на средствата за рамномерен регионален развој. За прв пат имаме преку буџетот силна подршка и на домашните предпријатија, значи подршката на домашните и странските предпријатија во буџетот заедно изнесува 2 милиарди денари. Имаме средства за нормално функционирање на македонската радио телевизија, а при тоа граѓаните да не плаќаат радиодифузна такса, подршка за зголемување на минималната плата, според законот е обезбедено, исто така маса на субвенции во земјоделието и рурален развој во износно до 8,4 милиарди денари. И тоа што го почнавме со ребалансот го продолжуваме, имаме натамошно намалување на помалку продуктивните расходи, пред се тоа се стоките и услугите, која трнете од браната се намалуваат за 650 милиони денари. И нешто што е исто така новина е сериозно буџетираме средства за заеднување на општините, пред се да обезбедиме нивно финансиско плаќање на обврски и заеднување во областите на образование, градинки и културнички. Исто така, наша опредба е да ги интензивираме капиталните инвестиции, тие во буџетот се предвидени на ниво 400 милиони денари, 400 милиони евра, се извинувам, и при тоа гледате дека најголем дел се насочени во она што значи тврда инфраструктура, нешто што ќе ја движи економијата. Ви благодарам на вниманието.